Почитан председател, почитувани представници на владата, почитувани колеги пратеници. Имам едно пратеничко прашање до министерот за правда, господинот Игор Филков. Министре Филков, потребни се реформи и обезбедување на независно судство, кое ќе работи по слово на закон, ослободено од било какви влијани. Но, министре, владата во која што сте дел, сосема спротивно во изминативе 7 месеци, наместо реформи во судството, спроведува партизација, односно класична окупација на судството. Во сите три полуги на власта, извршна, законодавна и судска власт, спроведувате партиска интервенција и узурпација, и тоа дел од операцијата на воспоставување целосна контрола над судството. Изборот на сопругата на градоначалник на ВМРО ДПМН за член на Судскиот совет е јасна потврда за ова што го говорам. Ова не е изолиран случај, туку јасна стратегија. Истото се случи и со Советот на јавни обвинители. За член на Совет на јавни обвинители избравте партиски функционер, кој самиот се представи како координатор на политичка партија. Наместо независни институции, кои ќе судат по словото на законот, создавате партиски контролиран судски систем, кој ќе служи како ваша алатка за политички прогон. Ова е истиот рецепт од времето на Груевски, кога судиите беа алатка на режимот, а правдата беше глува за граѓаните. Партизацијата на судството е директен напад врз демократијата и владењето на правото. Особено што се случува паралелно со партизацијата на безбедносните агенции, независните регулаторни тела и други институции. Со партиски окупирани институции и контролирано судство нема владење на правото. Дополнително, премиерот најавува и целосно распуштање на Судскиот совет, што би значило целосна контрола врз судството од страна на власт. Во извештајот на Европската комисија јасно е нотирано дека загрижува најавеното распуштање на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители и дека е неопходно реформа во согласност со препораките на оценската мисија. Сега, министре, во едно ваше интервју најавивте дека од јуни годинава ќе ги донесете измените и дополнувањата на Законот за Судски совет, во кои ќе бидат инкорпорирани препораките на оценската мисија. Ова што вие го најавувате е во спротивност со најавите на премиерот. Моето прашање до вас, кој од вас не ја говори вистината? Вие кога велите дека ќе ги спроведете препораките на оценската мисија или премиерот кој вели дека ќе се распушти Судскиот совет? И благодарам.